а на народот ќе му продаваме басми на пресконференции како на мали бебиња. СДСМ е лошо дете е СДСМ. На. Тепам сега СДСМ, тепам, ама и гушкам СДСМ, му плавам влада, а народот глуп, народот најглуп. И притоа, со тоа што му прават влада, ќе им испорачал една изборна единица и отворени листи, така им ветил Зоќе. Хабе, на Зоќе тие финти полицај зелено-дунстерски најдовте да му ги продавате, а? Демек, ќе мора да ви даде зашто влада му правите. А он ве укапирал дека вие сте оние ликовите од филмот, оној оскаровецот Паразит, кои се нагрбачени на туѓа куќа, цицате, лапате и никаков аер од вас, ама успешно го држите статус квото, зашто тоа ви дава крила, парички ви дава, функции ви дава, угоден живот, додека народот масовно го отпуштаат од работа. И Зоќе ви го збрчи. Владата не даде зелено светло за една изборна единица, а за отворени листи ќе си попричекате, ќе мора да се отворите уште едно пеше с прста онака најдемократски. А Лиле сега со еден пратеник ќе се отвара само во Ајнц. А и кој ќе гласа за вас бе на следните локални избори? А? Кој ќе гласа? Баба Петкана која мисли дека се што носи име Демократски сојуз дека е пензионерско здружение? Томче Молерот кој уште мисли дека Петар Гошев е председател на ЛДП? Митра Касиерката ќе гласа која ја обожава Лиле и словенечкиот јогурт зашто се викал Зелене долине. Народот убаво рекол, со кого си, таков си, а јас ви велам, со кого си, какан си. Толку сте укакани што ви треба еден голем лист од зелка, онака еколошки, поголем од полициски билтен за да се избришете. Затоа што Вардар не ве пере. И на крајот, нема откажување од иднирата! Нема откажување од иднирата! Ги гледам ова нашиве морални политичари и функционери, некаде околу 1600 души, шо пратеници, шо министри, заменици, директори, економски директори, се крлеш до крлеш, како веќе нели година дена земаат 78% повисока плата. За нова година си ја покачија за 400 евра, сега ќе им рипнала за 500 евра. Да цицаш од осиромашен народ секој месец по 2500 евра плата, а притоа безочно да крадеш во земја која е најсиромашна во Европа, е безмалку абсурд и перверзија на столетието. Ова ме подсетува на најгнасните години од минатиот век во Чили и Аргентина, кога воените хунти си го уништува и уграбува собствениот народ. Потполно е исто. Слушам пред некое време еден функционер, нели, вели дека функционерите си ја заслужиле платата. Не им била подигната скоро 10 години. И тоа значило дека помалку ќе има корупција ако си ја кренеле платата. А гледам колку има помалку корупција. На вистина, стварно, кај се свртам има помалку корупција. Ама таму каде што се е украдено, кај што нема веќе што да се украде. Абе, кого прцате у здрав мозок бе? Абе, вие сите заедно пратеници, функционери и градоначалници сте здружение на клептомани, на крадачи, на курвари. И тоа официјално со државен печат. Сложни попови кои во петок мрсат. Педерос дела манастирос, шо би рекле шпанците. Или педери манастирски, преведено на античко-македонски јазик. Глас не пуштате. Само месецот да пројде на танкирате 2500 евра на сметка со платено пензиско осигурување. Се борци за држава. Ама само ние кога гинеме, а ние изгинавме бе, готово е веќе, се нема зашо куќа да не гризне. Го гледам и Ќуркана и Обиджуко побарале лапанажа цела година, оти многу се преработија, додека беа нели министер и премиер овака. Малку изналапа за овие 7 години. Ќурка немал фирма, па затоа морал да лапа апанажа додека не направил нели трансфер, додека не си нашол некое работно место. Шо очекуваш? Де Лаурентис ке те земе у Наполи? Ќурко една. Мисирко. Исирко. Ќурко една. Ама колку си способен, изгледа Лаурентис ке те даде на надрангета. Знаеш кои се надрангета? Калабриската мафија, бе.
Тие се сега по-брутални од овие Камора во Наполи. Che è successo questa sera? Cazzo con Salamma, tacce! Тие на дрангета. Знаеш кој ќе те грабнат? А? Кој ќе те напупат? Некаде на пучина ќе те напучат, на некоја пучина. Која ќе те најдат после Исончан. А? Да не ти треба веќе ниту денар од македонскиот народ, не засите на еден. Кацо ко Салама! Ти ќе си правил трансфери. Кој те сака тебе, бе? Единствен трансфер кој ти си го правил, го има кај Зоки Божиновски во Буре вестник. Треба да дзирнеш таму што пише човекот. Да види народот какви трансфери се правил со пари од државно акционерско друштво. А затоа ти се дереш ко ненормален. Победа! 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 И лупаш по тоа бината кој селско дајре. Ти се мислиш фудбалер, па нели кај трансфери таму и навивање. А овој обиджуко малку шкоди купи за овие 7 години, пуше 12 месеци да лапа плата по 2500 евра на терет. Абе, копуци едни, селјаци бе едни, да не кажам од каде. 2500 евра до апанажата ви дојде, доека луѓе во умираат без капан денар. Ало бе, тоа што сте ненормални е за на психијатар, ама тоа што сте бездушни е за обвинителство и долгорочна казна и дризово. И уште еднаш, ало, децава ги лечиме со СМС пораки бе со пари од народот кои не сте ги успеле да ги ограбите. Наши лични средства на кои сме платиле десетици ваши даноци, со тие наши пари ги лечиме децата со СМС пораки. Каде ќе ви одат душите, бе? Продавачи на магла за ЕУ, каде што секој си има европска полиса и здравствена полиса и се лечи со неа, додека тука не дај Боже да те фати слепо црево во приватни болници ке ти збрчат 4000 евра за да те оперираат. Дали знаете дека овој систем на грабеж кој намерно сте го создале по пат на договарање со вашите партнери од ДУИ, овој систем на ограбување на државата, на несоздавање, на неградење на болници, на инфраструктура, на необезбедување болнички услуги, на исцицување на парите низ фиктивни фактури и 10-кратно зголемени набавки, ќе мора еден ден да ве стави во затвор. Не може се да украдете, бе. Не може некој нелегално се да има, некој легално ништо да нема. Со онаквото во раце. Не може деца да не може да се лечат, бе. И не само деца, сите и возрастни и стари. Не може да ги ограбите сите пари и да нема тоалет, хартија и храна за болници, бе. Не може сите доктори да избегаат бе заради вас. Не може, бе, не може. Ало, ќе мора се да ги вратите. Сите. За души умрени, бе, тешко да ги вратите. Ама правда мора да има. Да ви ги запоебам тие 2500 евра апанажа, кретени едни, селјачки.